Ќе разговараме со Андреа Стојковски, он ја го проверив, ја извади маската на кратко, видовме дека е он, кој што е директор на Институтот Преспа, во принцип е експерт за европски прашања, но и за меѓународна политика, а гледам дека е многу активен за по повод на социјалните мрежи, по повод изборите во Соединетите Американски држави, па го замолив да дојде малку да прокоментираме, бидејќи денеска е последниот предизборен ден, утре се изборите во Соединетите Американски држави. Андреа, добре дошол во студио. Добро најдов. Андреа, која е твојата генерална оценка на ден пред изборите за ова што се случуваше во Америка во последниве интензивни неколку месеци, иако од како дојде Трамп на власт, ние од интензивност не сме застанале кога се сад во прашање? Прво, оваа година бев исклучително воздржан од коментирање за изборите или понесено за изборите. Единствено со кои што луѓе со кои што имав некаква интеракција беа мои пријатели од САД, кои што се дел од структурата на Lions Clubs International и кои ќе ги прочитав како коментираат за Бајден, односно за Трамп. Се обидов само да им посочам дека главната порака треба да биде Make kindness matter again, а не Make America great again. Бидејќи сочувството треба да постои барем кај таа група на луѓе. Чувството мое лично од изборите оваа година, мислам дека имаше малку изненадување, барем до сега. Затоа што изненадувањето главно се случуваше 2016 година, така што сега веќе сите беа подготвени и гледам колку се воздржани во очекувањата каков ќе биде резултатот и што ќе се случува околу резултатот. Сега почнуваме да излегуваме со нови очекувања за изненадувања утре вечер кај нас, односно утре ноќта кон среда кај нас, вечерта по изборниот ден во САД. Факт е дека таму изборни резултати и точни, да кажем, официјални податоци за тоа кој победил, нема да има со денови, предпоставувам. Па следев повеќе извори од она што успеав да го прочитам. Би требало за почеток треба да следиме како ќе се одвиваат, како ќе излегуваат резултатите прво во Џорџија, па потоа во Северна Каролина и Охајо, па следуваат Тексас, Аризона и Флорида во истиот период, па потоа Тексас. Меѓутоа очекувањата се дека, например, во Филаделфија ќе се бројат изборите најрано до петок оваа недела, а може да продолжи понатаму. Бидејќи во Америка секоја држава има различни стандарди за тоа како се гласа, што може да се прави. И кога почнуваат да се обработуваат раните гласови и гласовите по пошта. Па сепак првпат се случува волкав број на рани гласови. Мислам дека ќе стигнеме до негде до, ако веќе и не се премина таа граница, од 100 милиони луѓе кои што гласале порано, а не на денот на изборите. На почетокот на викендов прочитав податок од 90 милиони. Мислам дека до денеска веќе се и 100. Сигурно, минатата година. Минатиот изборен циклус во 2016 година имаше некаде околу 130 милиони гласови вкупно. Ако гледате така, ова е сериозна бројка. Всушност, за колку очекуваш дека ќе се надмине таа цифра од 130 милиони гласови, колку што минатиот пат беше, каде што да подсетиме Хилари Клинтон во вкупниот број на гласови победи за некои 3 милиони гласови разлика со Трамп, па сепак ги изгуби клучните држави, бидејќи американскиот политички модел е таков што ви е поважно да победите во оние држави кои што ги носат тие се 5-6-7 критичните разлики, отколку во традиционалните седишта на републиканските или демократските гласови. Па затоа и ги кажав овие неколку држави вакво според часот кога завршуваат изборите и кога ќе почнат да излегуваат првите резултати. Распоредот е, например, во првата група на држави имате две држави кои што се сигурно демократски, имате 3 или 4 држави кои што се сигурно републикански. И нема да има големи изненадувања. Не вреди да ги броите гласовите воопшто или да се возбудувате многу во очекувањата. Оваа година Џорџија е една од интересните држави заради односот помеѓу двата кандидати во анкетите и затоа треба да се следи во првиот циклус.
нема да ме изненади воопшто, дури тоа го очекувам, дека Бајден на крајот ќе има многу голем број на гласови, односно ќе има поголем број на гласови од Трамп. Како кумулатива. Воопшто, како да. кумулатива. Може би и повеќе отколку што имаше разликата што беше Веројатно, со Клинтон, веројатно бидејќи ентузијазмот е многу голем, меѓутоа ентузијазмот да се гласа во местата каде што демократите традиционално победуваат. така. Не знам како ќе заврши резултатот, меѓутоа реков, не би ме изненадило Бајден да има повторно поголем број на гласови од Трамп како и претходните избори Хилари Клинтон. Некаде споменува 30% изголемување на бројот на early votes или рано гласање, некаде зборува и за повеќе од 40%, така што да речеме дека еве 30% изголемување споредено со 2016-та воопштиот во кумулативниот број на гласови би било очекувано. Ова е огромна демократска вежба. Америка, Соединетите американски држави се бројат за најстарата демократија во светот од формални причини и земја со 330-40, може и 50 милиони становници, сега веќе и точно не знае човек, таму има и легални и така натаму. Така. Значи една многу голема демократија и овој степен на мотивираност на луѓето да излезат за да го дадат гласот за едниот или за другиот кандидат, навистина е нешто што одамна се нема случено во Америка, која и инаку е секогаш, како да кажем, на работ од нервите кога ќе дојде изборната година, па цел свет се занимава само за тоа. Тоа е веројатно затоа што работа од нервите почнуваат да се трошат во предизборниот циклус, уште у primaries, кога одлучуваат кои ќе бидат кандидатите. За жал оваа година го немаше тој full scope of democracy, полна демократија и во двете политички партии. Републиканците имаа свој кандидат однапред, актуелниот председател, нели? И таму немаше никаква кандидатура, ама ако ги погледнете државите поединечно, тогаш имате можност да забележите многу големи процеси, турбуленции. Се уште не ми е јасно, иако јасно ми е дека парите ја менуваат сликата и кампањата преку пари и реклама и искажани зборови, пораки ја менува сликата. Не ми е јасна фасцинацијата која што ја имаат околу тоа колкава сума на пари успеале да подигнат како донации, спонзорства за кампањата. Меѓутоа, ако одиме според нивните зборови, тогаш Северна Каролина е една интересна држава. Џорџија е исто така една Каде интересна што се потрошија многу милиони за И Јужна Каролина е исто така многу интересна држава. Има интересни држави кои што се традиционално републикански, а имате потрошена енормна сума на пари. Сега некои анкети, некои аналитичари предпоставуваат дека ќе бидат компетитивни. Каде што нема да се знае до последниот збор и до последниот момент и до последниот каунти кои што се бројат, кои како многу веројатно. Ги гледам почесто, се почесто. CNN ја гледам онаа најавата околу изборната вечер и очекувањето на резултатите. Сега веќе ми се чини дека ниту една од медиумските куќи нема да се најде во едноставна положба да каже да прогласува. Да прогласи победник, затоа што едноставно е невозможно. Ако го читате Nate Silver на 538, 538.com и тоа напишан со зборови, не со бројка, еден од најпознатите сајтови каде што се објавуваат дневни апдейтирани статистички податоци за рейтинзите на двата кандидата. Нивниот модел на анализа или проценка на можностите за победа се уште му дава на Трамп 11% можност за победа, што кој ќе помислите побава е малку, ама сепак е доволно за да може да победи. Ако ја погледнете на кривата каде се преломуваат гласовите, во Филаделфија се преломуваат гласовите очигледно. И според Nate Silver, ако Бајден победи во Филаделфија, тогаш шансите за победа на Трамп се речиси никакви. Практично непостоечки, да. Помалку од 1% се во тој случај шансите, меѓутоа сите држави зависат од тоа колку може да има свинг, закривување, поместување, отстапување на крајот на криштата од анкетите.
Мислам дека во некои од тие променливи држави, swing states, веќе разликата е безбедна за Трамп, за Бајден, меѓутоа така изгледаше и минатиот пат, па се случи изненадување. Се случи изненадување затоа што, например, во Пенсилванија, одстапувањето од анкетите беше поголемо од предноста која што Хилари ја имаше. Такви изненадувања може да се случат. Две дистинктивни, различни, да кажем, кампањи. Трамп инсистираше со многу повеќе живи средби, одржани собори, иако тоа не ни наликува на она што сме навикнале обично во минатите изборни циклуси да го гледаме во Америка, каде што стадиони со по 80, 50, 30, 60 илјади луѓе присуствуваат на промоција на програмите на кандидатите. Овој пат Трамп беше многу пожив, главно на аеродроми, собир на негови поддржувачи, неколку илјади и така натаму. Бајден многу по-воздржан во таа смисла и многу повеќе користејќи технолошки средства и сето тоа. Има ли некаква критична, да кажам, предност во едниот и во другиот модел во врска со овие избори? Бидејќи гледам дека Трамп се обидува особено последните 5-6 дена, заклучно со денеска, да направи еден критичен пробив, просто борејќи се за 0,01% промил, некаква разлика за последниот што може се улови на улицата, за да се приведе да гласа за него. Денес, колку што успеав да прочитам, Трамп ќе биде на последниот свој ден од кампањата. Кампањата трае до последниот момент или до последниот здив. Ќе биде во Висконсин. Висконсин е една од државите кои што му се важни на Трамп за да има можност да победи на изборите. Ако се следат анализите на Нейт Силвер и ако се следат резултатите од анкетите, важна е по мене лично и од она што го гледам, многу голем дел од моите пријатели таму се идеолошки определени однапред. И тука нема да има многу голема промена. Многу малку луѓе всушност ќе решаваат на самото гласачко место за кого да гласаат. Очигледно, тоа и Нейт Силвер го пишуваше дека голем дел од луѓето се веќе однапред одлучени, многу малку менуваат работите. Мене лично ми менува пристапот, пораката која што ја испраќаат двајцата кандидати. Начинот на кој што говорат, мислам дека без оглед што по мене и двајцата се на возраст во која што веројатно би требало да размислуваат за смирени денови. Едниот може би повеќе од другиот кандидат, ама начинот на кој што се обраќаат кон своите гласачи и пораките кои што ги испраќаат се верувам многу важни. Коронавирусот е една од главните пораки и колку успеале да се справат со коронавирусот. Економијата исто така е една од главните пораки. Во последно време го слушаме Бајден. Дури и овде го прочитавме, хојти и тоа беше еден од моите коментари на Facebook, дека одамна не сме го виделе во вестите, хојти со порака за надворешната политика на Бајден. Го читавме Едгар Џозеф, нели, за Балканот и Трамп, така што мислам дека пораките се многу важни, иако кампањата како кампања веројатно учат многу повеќе од што знаат што прават. Јас не сум сигурен дали, сега малку и да се пошегува, ако ми е дозволено, дали Трамп би можел да најде Македонија на картата на светот. Меѓутоа, факт е дека ние со овие последни 4 години од неговото владење на надворешно политички план, особено во однос на Соединетите Американски држави, ни се остварија неколку многу битни, би рекол дури историски резултати, не само заради влегувањето во НАТО, туку и заради една константна грижа која што САД ја екстендираат кон Македонија и така натаму. Сепак, бидејќи Андреј Стојковски е директор на Преспа институтот, значи сепак експерти за европска политика, какви ќе бидат разликите, не ве прашувам за Македонија, бидејќи мислам дека до тоа микро ниво не би ни можеле да одиме, дури не ве прашувам ни за регионот на Балканот, но какви ќе бидат разликите за Европа доколку победи Трамп или Бајден?
Ако тргнавме во шегување, тогаш еве и јас да се пошегувам. Очигледно Трамп многу добро знаел за работите што се случуваат во Македонија, затоа овие 4 години ни беа толку интензивни колку што ни беа во односите со САД. Само да кажем, Андри, ова го кажувам меѓу другото и бидејќи неговиот контрапункт е Бајден, кој што детално го познава Балканот. Не само заради своите посети, тука туку и заради една висока експертиза со која што беше вклучен и како подпредседател на Соединените Американски на Балканот. Се извинувам за 42 години во политиката, така, во сите позиции во кои што бил, мислам за очекување дека треба да го знае, да го знае регионов. Европа и можноста за едниот или другиот. Ги гледав анкетите кои што ги правеле во повеќе европски држави. И ми се чини дека нема да сгрешам ако кажам дека во секој од европските држави, односно во државите членки на ЕУ, победува Бајден Во јавното мислење. во јавното мислење со веројатно помала или поголема разлика во сооднос со Трамп. За да се разбереме, тоа разликите овде на европскиот континент се многу поголеми неголи што би биле или ќе бидат во САД. Ако ги гледаме политичарите, има многу кои што излекоа јавно изборуваа за Бајден. И зошто Бајден ќе биде подобар за Европа. Има и такви кои што веројатно скриено очекуваат, посакуваат малку повеќе Бајден или малку повеќе Трамп да помине. Малку се таквите кои што излегоа јавно за Трамп и ако бев јас Трамп, веројатно не би сакал некој од нив да зборуваат за мене. Гледам дека Најџел Фараж е прилично активен во последниве денови во кампањата на Трамп. Најџел Фараж е еден од клучните луѓе кои што го избоксува Брекзитот во Британија. Најџел Фараж, предходно Јанез Јанша и така натака, да се разберем, има тука многу. Најџел му зборува по митинзи таму, затоа. Да, добро, ама Најџел се обраќа кон специфична демографска група, она на која што нема потреба да и се обраќа реално, бидејќи тие секако ќе гласаат за Трамп. Веројатно ќе биде поедноставна комуникацијата, веројатно ќе се Доколку што? Доколку победи Бајден. Добро. Споредено со Трамп. Сплотеноста или поврзаноста на сојузниците, сојужништвото ќе биде веројатно малку поизразено и ќе се води малку повеќе грижа за тоа. Претпоставувам ќе падне степенот на конфронтација кој што Трамп ја има како начин на јавната комуницирање. конфронтација, меѓутоа да се разбереме, US Foreign Policy викаат is not a frigate, it's a carrier. Нели не е фрегата, туку е носач на авиони. Не можете да направите U-turn, не можете веднаш да се откажете од целите или од приоритетите. Го гледаме тоа 4 години со Трамп. Колку да очекувавме дека ќе има тотално свртување од она што требаше да биде демократска или претходно надворешна политика. И што беше најавувано наводно и така натаму. Не се случија тие драматични пресврти и веројатно и наредниве 4 години нема да се случуваат драматичните пресврти. Мислам дека е многу поважен за нив дома од што за нас овде во Европа, така што Европа ќе најде начин да комуницира со САД без оглед кој ќе биде председател и на ниво на администрации и на дипломати тоа ќе функционира безпрекорно како што функционирало и до сега. Можеби ќе имаме малце повеќе позадинска игра и подготовка на некои чекори за сметка на сликовито кажано на ваш начин луѓе со гумени чизми. Знам, ама ѓонови. Само што обично се вели дека најважната членка на Европската унија се Соединетите Американски држави и нивото на нивна вклученост или исклученост во европските процеси знае да менува битни стратегиски, па и кога говорам енергетски политики, говорам за технолошки, комуникацијски политики, да не говорам за овие традиционални безбедносни аспекти. Еве видете нашата енергетска политика и последниве неколку месеци. Правевме едно истражување за меѓународно присуство на 24 држави во Македонија. Видовме дека единствената променлива во која што Русија се појавува како екстрем е енергија, првенствено заради моментот дека Русија е извозник, директен извозник, не извор само, туку извозник на природен газ во Македонија.
и есенва се случи подпишување на договорот Александрополис. Кој што ги менува енергетските коридори суштински, бидејќи играчите кои стојат за едниот и за другите тек се потполно различни. Така што тоа е начинот на интервенција. Така. Во реалност. Так. Андреј Стојковски, директор на Институтот Преспа, благодарам за оваа прилика. Благодарам. Че имаме време и во наредните недели, јас секој ден се договараме со колегите, барем по еден-два разговори, бидејќи ова навистина изборов на новиот председател ќе потрае и веројатно и претпоставувам ова време идната недела се уште ќе се дебатира дали имаме или немаме официјално прогласен. Ќе вратам на 30 секунди на Нейт Силвер. Неговиот календар вели ќе почне државата да објавува сега резултати и ќе имате во зависност од која држава и од каде доаѓаат, какви се резултатите. Кај што се бројат, например, mailing votes и absentee ballots, на оние што се во странство, ќе имате прво вика пораст на демократи или blue surge, па после тоа може да очекувате red wave, blue wave и така натаму. Различни бранови. Ќе имаме многу промени до самиот крај. Едно е веројатно јасно, кој да се обиде да прогласи победа утре вечер, веројатно ќе треба да чека до самиот крај. Јас ви благодарам, почитувани гледачи. Ова беше Андреј Стојковски, мојот соговорник на темата на американските претседателски избори.